Добре дојде на подкаст од Зборувај македонски. Јас сум Марија и ти помагам подобро да го зборуваш македонскиот јазик. Она што ќе го обработам во оваа епизода е прашањето колку часови неделно е потребно да се слуша македонскиот јазик за да може да се напредува. Кога некој од учениците ќе ме праша ова прашање, јас на тоа прашање имам две подпрашања. Првото е колку слободно време имаш во неделата, а второто зависи за што ти треба и колку ти е голема волјата за учењето. Првим да го обработам првото прашање. Колку слободно време имаш во неделата? Се зависи кој е твоето занимање во моментот. Дали си ученик, студент или пак работиш. Може би си родител и имаш обврски околу детето или децата. Секако, ако си ученик или студент, можеби ќе имаш повеќе време во неделата за слушање на македонскиот јазик, отколку да работиш. Но доколку пак студираш факултет кој бара од тебе да одвојуваш голем дел од времето во текот на неделата, тогаш можеби ќе имаш помалку време за слушање и усовршување на македонскиот јазик. Јас, на пример, додека студирав, го има времето само додека се возев со автобус до факултет и назад. Патувањето ми траеше од прилика околу 40 минути во еден правец и тогаш ќе изберев кој јазик сакам да го усовршувам тој ден. Доколку работиш, може би имаш помалку време, но секако ако ти е важно, ќе најдеш одредено време во текот на денот или неделата за слушање на македонскиот јазик и негово усовршување. Например, можеш да го слушаш мојот подкаст или некој друг подкаст на македонски додека одиш на работа или додека се враќаш, без разлика дали одиш пешки или со превоз. Моја препорака е доколку навистина сакаш да го подобриш знаењето на тој јазик, во овој случај македонскиот, треба да го слушаш секогаш кога си во можност. Тоа може да биде 10 минути, 30 минути или пак 1 час дневно. Може да биде и 1 час неделно. Но она што можам да ти кажам е дека ми се има покажано како поголем успех е кога сум го слушала јазикот почесто, отколку да го слушам јазикот цел ден и потоа месец дена воопшто да не го слушам тој јазик. Секако дека ти одредуваш колку ова прашање ти е на врвот на листата на твоите приоритети. Еден од начините кој го имам користено при изучување на странските јазици е слушање на јазиците додека сум во превоз. Бидејќи додека студирав, секој ден патував до факултет, тогаш ќе си пуштав подкаст или YouTube на слушалици и ќе ги слушав. Истото го практицирав и кога почнав да работам. Во превоз до работа и назад си ги слушав моите омилени подкасти. Така во голема мера го подобрив мојот италијански, француски и српски јазик. Англискиот ми беше веќе усовршен, па некако тој секогаш доаѓаше на крај да се слуша. Така во исто време ги слушав јазиците кои ме интересираат, а среќа ми беше тоа што најдов подкасти на теми кои ме интересираат. Кај мене ова слушање на јазикот траеше околу час до час и пол дневно. Искрена да бидам, за викендите слушав помалку, поради врските кои ги имав, но тогаш ќе најдев време да кога одам до продавница или се прошетам, си ставам слушалици и си слушам. Секојдневното слушање на јазикот позитивно влијае и на меморијата и на мозокот. Кога си изложена на слушање на јазикот, дури неприметно некои реченици и изрази ти се всадуваат во главата. Дури ќе почнеш да размислуваш на тој јазик кој го слушаш. Ќе почнеш некои реченици да изговориш и без да приметиш. Доколку пак не можеш да најдеш време во текот на денот или во текот на неделата да го слушаш и вежбаш јазикот, мој совет е да си планираш. Направи си план и тоа да биде реален план, еден вистински план во кој и самата ќе поверуваш. Ако твојот максимум е само во понеделник и среда да си посветиш одредено време од 30 минути или 1 час
за напредувањето на македонскиот јазик, тогаш во твојот календар стави си понеделник и среда. И така натаму. Овој трик го имам користено кога сакам да воведам некоја нова рутина или нешто што сакам да ми стане навика, например вежбање, здрава храна и така натаму. Па така, ова го ставам во мојот календар и гледам да се држам колку е можно подолго за таа одлука. Понатаму, второто прашање зависи за што ти треба и колку ти е голема волјата за учењето. Всушност, тука се однесува која ти е целта и волјата за учењето. Во продолжениот, обиди се да одговориш на овие прашања. Дали македонскиот јазик ти треба за работа или за студии? Која е темата на која сакаш да зборуваш? Дали македонскиот јазик ти треба за секојдневна комуникација? Дали ти треба за патување во Македонија? Или пак можеби твоите роднини се во Македонија, па сакаш со нив полесно да комуницираш? Секако, кој да е твојата цел за слушање на јазикот, се она што ќе слушаш нема да ти смета, ниту пак ќе ти одмогне во зборувањето и практицирањето на јазикот. А доколку имаш голема волја за учење и зборување на македонскиот јазик, верувам дека ќе искористиш секоја ситуација да го слушаш јазикот и да напредуваш во секоја смисла. А во врска со волјата, мотивацијата и дисциплината, во ова епизода накратко ќе кажам, а ќе правам посебна епизода токму за мотивацијата и дисциплината. Тука сакам да истакнам дека за напредување на некоја вештина во животот, било тоа да е учење на нов јазик, користење на социјалните мрежи, готвење или некоја друга вештина, здрава исхрана, вежбање и така натаму, дисциплината има поголема улога отколку мотивацијата и волјата. Така да направи си своја методологија која ќе те држи да бидеш дисциплинирана дури и кога мотивацијата во некои денови не ти е баш на највисоко ниво. Одговорот е едноставен. Колку повеќе го слушаш јазикот, толку повеќе ќе напредуваш. Колку повеќе внимание и време ќе вложиш, толку повеќе ќе напредуваш. Истражувањата имаат покажано дека при изучување на јазикот всушност 90% представува слушањето на јазикот, а само 10% зборувањето. Па така, обиди се да го слушаш македонскиот јазик колку можеш повеќе, за да може увото и мозокот да ти се навикнат на тој јазик. Доколку ти е потребна помош и сакаш јас да ти помогнам со лесно да го зборуваш македонскиот јазик, кликни на линкот кој се наоѓа во описот на оваа епизода, закажи бесплатни консултации да видиме како можам да ти помогнам. Се радувам да те запознавам и те поздравувам до следното слушање.